измени и во читањето на наставното и во наставното време. Како методичар, јас сугерирам дека во текот на наставните часови, односно на работниот ден, постои потреба неминовна од определување на време за читање. Но видете, со овој процес треба да започнеме дури во предучилишната возраст. И во занималните тоа треба да го прават, и воспитувачите, негователите, а секако посебното внимание, односно време за читање треба да се обрнува во одделенската настава, посебно нагласувам од прво до трето одделение. Прво, наставникот е оној кој што треба да биде модел при читањето, и тоа при гласното изразно читање. Не зависи од дали станува збор за текст од учебникот, дали станува збор од некое детско списание или друга литература за деца, дали станува збор за некоја секвенца од лектирни изданија. Во континуитет секојдневно, гласно, изразно читање. На таа возраст учениците сакаат да се поистоветуваат. Најчесто тоа се наставниците, врсниците и членови од семејството. При тоа да читаат изразно, како што кажав, гласно, со соодветно темпо и брзина во читањето, со правилна дикција, со правилна артикулација на гласовите, при тоа да применуваат соодветни гестикулации, да покажуваат одредена емоција во зависност од тоа што го читаат, посебно да обрнуваат внимание во оние реченици каде што не е застапен директниот говор. Но многу е важно да се, заедно со учениците, да се воспоставуваат правила на однесување при читањето. Правилно заеднички да ги донесуваат и да ги почитуваат. На тој начин веќе влијаеме кај учениците да развиеме свест, да бидат ефективни слушатели, кога едниот чита, како внимателно да го слушаме. Понатаму, наредното правило е кога еден чита, другиот пред него да има текст и внимателно да го следи тоа што другиот го чита. Понатаму да се поттикнуваат на време поминато во тивко, бавно читање. Да се мотивираат на хорско читање, штафетно читање и така натаму, и така натаму. Исто така е многу важно при методичката анализа на обработката на лектирните изданија, наставниците да применуваат креативни, интересни техники и активности при процесот на обработка на зададеното лектирно дело. Бидејќи велиме дека периодот на рано училишна возраст е период во кој што учениците учат преку непосредното искуство и учат преку игра. Слободно може да користиме различни предмети, играчки, реквизити, звуци при обработката на едно лектирно дело. Да се интегрираат со цели и од ликовното и од музичкото образование, да се моделираат, илустрираат некои ликови или делови од настани кои што ними оставиле најголем впечаток. Па понатаму дури од кога ќе биде слушнато, прочитано, да се отиде и на театарска представа, да се гледа некој филм, оние лектирни изданија кои што се филмувани, односно како сценарио поставени во театрите и за деца и за млади. При тоа апсолутно може да бидат ставени во позиција и тие да драматизираат некои ликови, некои секвенци. Во наставното време е апсолутно податливо за да го поттикнеме процесот на читање, општо процесот на читање, посебно и читањето на лектирните изданија. Затоа и се препорачува почести посети на училишните и на градските библиотеки, да се посетуваат книжарници, саеми за книги. При тоа, заедно може би како модел по малите и по големите ученици од истото училиште, па многу често да се размислува и за работилници кои што заедно со родителите, со семејствата ќе креираат библиотечно катче во своите училници. Зошто да не да се направи библиотечно катче и во холот, во училишниот хол. При тоа да бидат ставени во позиција да прават аудиоснимки, повторно велам на секвенци од лектирните изданија, да прават курси драматизации, така е, драматизации и слично, и понатаму секако да посетуваат и театар или да гледаат филм, повторно велам, да претходи прво читањето, а потоа да го гледаат, односно да гледаат филмот или представата која што е направена на содржина од лектирното издание. Совет до родителите, како заедно
да читаат и да се поттикнуваат едни со други. Одвојувајте време за читање со вашето дете. Навиката е процес кој што се развива. Читањето треба да премине, малтена да се автоматизира и да премине како една навика. Оттаму велиме дека прво многу е важен моделот на возрастните, и наставникот, и воспитувачот, и родителот и така натаму. Треба заеднички со детето да се договараме дека во секој ден треба да имаме определен број на страници кои што ќе треба да се прочитаат. Знаете, не е греф доколку неколку реченици, некој пасус прво бидат прочитани и од страна на возрастниот. Не е греф. Па потоа да го слушаме внимателно додека ученикот, детето чита на глас, макар тоа било една страница или две страници. Така ние ќе бидеме ефективни слушатели. Понатаму секако ќе го поттикнуваме на самостојно читање. Тоа самостојно читање според индивидуалните разлики, некој дете ќе сака да го чита на глас текстот, некој ќе сака во тивко, во себе и слично. Но при тоа да не останеме само на зададена задача и договор дека треба да се прочита истото. Како педагог никако не се согласувам и не смеат родителите и членовите од семејството читањето на лектирните изданија да го третираат и да го сваќаат како казна или како некое строго задолжение. Напротив, многу треба да се разговара, да се објаснува и сите си ги знаеме нашите деца и секој родител треба со различно мотивацијно средство да го поттикне детето да чита. Но секојдневно мора да се чита и да се договараат за определен број на страници во еден ден. Но тука не завршува приказната на самостојното читање. По тој дел што го прочитал во текот на денот, треба да се одвои време. Внимавајте, родителите мора задолжително да одвојат време посебно за процесот на читање и другите возрастни во чие што окружување расти се развива детето. Што разбрал од тоа што го прочитал? Да му постават можеби едноставни прашања. Од него да побараат да каже дали нешто не е јасно, можеби некои зборови се нејасни, можеби дел од композицијата, од содржината на лектирното издание. Понатаму да го стават во позиција што би направил ти доколку се најдеш во улога на некој лик, како некој лик од лектирното дело, или можеби дали се поистоветуваш и се препознаваш во некои ситуации, тебе што да се случиле во секојдневниот живот и така натаму. При тоа може да биде читањето многу интересно. Може да истото тоа што ќе го прочитаат, потоа може да и со пластелин, и со глина, и со песок, да моделираат, може да илустрираат. Кој ќе го прочита, потоа може би заеднички да го гледат филмот, на аудио може би има некоја лектира и така натаму и така натаму. При тоа би кажала да се чита во секој можен и момент и место, да се чита и во детската соба и во дневната соба, да се чита и на терасата, и на лежалката покрај езеро море, да се чита под најдебелата сенка во дворот или на планина и така натаму. Меѓутоа, тука веќе имаат малку врска и родителите и возрастните дека тие се сега модели на читање. Ако вас гледат цел ден дека детето вие само имате пред вас дигитални содржини и само сте со мобилниот телефон, каков пример ќе бидете? Истото не очекувате, односно очекувате истото одесување да го примени и детето. Меѓутоа, напоменувам, никако тоа да не биде казна. Ако не прочиташ, нема да го добиеш ова. Или ако не прочиташ, нема да одиш таму, или нема да биде достапен компјутерот и така натаму. Меѓутоа треба многу да се размислува, да се разговара и да се поттикнуваат децата и во домашен амбиент.